Со вас Маријан Николовски. Последни вести за денеска во онив пресек на денот. Добро вечер. Утре на собраниска седница се измените за избор на членови на судски совет. Сепак законското решение што е пред пратениците овозможува избор по стари критериуми. Со нов закон, ама според стари критериуми, новиот член за судски совет Албан Кадриу, предложен од собранието, ќе се избира како истакнат правник, но без препораки од универзитетски професори или уставни судии. Ваквиот начин на избор е предвиден во законот за судски, кој е веќе во собраниска процедура, а утре пред пратениците ќе се најде во второ читање. Влезот во судски за полицискиот инспектор од Тетово, законот го предвидел со преодна одредба во која пишува дека започнатите постапки за член на Советот до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од Законот за судски од 2019 година. Новиот закон предвидува построги критериуми за членови на судски од редот на истакнати правници, а предложени од собранието и председателот на државата. Се бара најмалку 15 годишно работно искуство во правната професија, најмалку 3 препораки од универзитетски професор, адвокат или уставен судија. Сепак, според преодните одредби на законот кој е веќе пред пратениците, таквите услови нема да важат за Кадриу, кој на местото во судски ќе го замени Селим Адеми, позиција резервирана за етничките заедници кои се над 20% во државата. Пополнувањето на местото според постојниот закон веќе го критикуваше невладиниот сектор кој ги следи состојбите во правосудството. Тие на средина од месецов предупредија на ризик од повторна примена на застарените и критикувани практики. Загрижува фактот што собранието и покрај предходно изнесените критики кон и изгласаната интерпелација на членовите од редот на истакнати правници избрани од собранието по старите критериуми, повторно пристапува кон избор по истата постапка, наместо да го донесат новиот закон и да ги применат унапредените критериуми, се создава впечаток на недоследност во спроведувањето на реформските заложби, велат од Blueprint групата. Во судски се очекува влез на уште 20 нови членови како истакнати правници, откако завршија мандатите на Весна Дамева и Милјазим Мустафа. Нивни наследници треба да предложи председателката на државата, која одамна најави дека ќе го чека новиот закон со заострени критериуми, па дури потоа ќе номинира членови за судски совет. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Над 30 возила ноќеска биле вандализирани на паркинг во општина Аеродром. Слика како по војна ги пречека жителите на скопската населба Ново Лисиче ова утро. Непознати сторители под закрила на ноќта извршиле масовен вандализам врз паркираните возила, оставајќи зад себе огромна материјална штета. Ако го скршим, Иван, ова е 400 евра. Испукани гуми, скршени ретровизори и уништени бандажи. Ова е билансот од вандалскиот поход утрово на паркингот во Ново Лисиче. Оштетени се 40 на возила. Хаосот прв го забележал еден од станарите на Асном 124 кој излегол од дома околу 4 утринава. Откако забележали и другите соседи дека и нивните гуми се на бандаж, ја повикале полицијата. Сабаре кога станавме, кога ги видов колите какви се, катастрофа. Мислам само мојата дека е. Кога погледнав лево десно, што да видам? Сите по 4 гуми избушени, сите долу. Ретровизори, све покршени. Да, колку штета имате направено? Па ја со двете коли околу 700-800 евра штета направена. Очевме дека на поголем број први на нашите возила, на поголем број на возила се избушени гумите, буквално сите 4 по возила. Некаде ние што избројавме се 32 возила кои што се избушени на самиот паркинг. Жителите велат дека во населбата владеела вообичаена атмосфера и дека ништо не наговестувало на ваков инцидент. Фактот што нападот се случил во раните утрински часови укажува на тоа дека сторителите ја искористиле слабата фреквенција на луѓе и полициски патрули. Овој тежок вандализам ги вознемири, но и ги загрежи жителите, бидејќи се случува на паркинг кој е дел од стамбено домување и се наоѓа на слепа улица. Она што им е најсомнително е дека неколку возила кои не се од овие згради биле заобиколени во овој инцидент. Не знаеш у кој да се сомневаш прво.
тука паркират и од другите згради. И сега што се случува? Сите коли избушени гумите, таа кола што е од другите згради не е избушена, прескочена, следната на тому па избушени уште 5 коли. Ова е пример на веројатно класичен вандализам од страна на некој кој што од различни причини е кивен можеби на самите станари. Инаку ова не е прв пат ние да го воучиме. Во претходните месец-два голем број на возилата беа искршени, ретровизорите, да, и бе шофешармите, да. Некои од нив има и навистина повремени штети, но МВР веќе работи на случајот. Се проверуваат снимките од околните камери за видеонадзор во обид да се идентификуваат лицата кои стојат за овој чин. Штетите се уште се проценуваат. Првичните информации говорат дека се работи за околу 11.000 евра вкупна штета. За настанот е известен и јавен обвинител. Кај граѓаните останува стравот и прашањето кој зошто би се одлучил на ваков радикален чекор за уништување на приватен имот. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Сега само денес објави нови моменти за како што велат корупцијски скандали на власта. Станува збор за фирма која добила тендер од државата, а нејзината собственост се поврзува со функционери на владеачката знам. Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без никакво искуство добила тендер од над 1 милион евро од пошти. СДСМ денеска објавува нова така наречена бомба со информации која до нив пристигнала од цвиркачи на платформата mitsko.mk. 20 на дена по добивањето на тендерот, според опозицијата, собственик на фирмата станува советник од редовите на знам. Договор што го склучила е за чистење и одржување хигиена. Фирма без работници, без претходно реализирани договори и без искуство. Само 20 на дена од како фирмата го добива милионскиот тендер од пошти, на 24 ноември 2025 година нов собственик станува Сашо Петровски. Како фирмата да била основана исклучиво да го добие тендерот. Собственикот се менува непосредно по изборот на тендерот. Но известен Саша Петровски е советник од знам во општина Кисела Вода. ВМРО ДПМН пак и денеска бара Филипче да ги објави документите врз основа на кои има добиено златна виза за Дубај, каде според власта Заев гради згради. За добивање златна виза во Дубај потребна е минимум инвестиција од $500,000. Недвижност или бизнис. Од тука јавноста има право да добие јасен одговор дали Венко Филипче ја добил визата поради инвестиција од најмалку $500,000 евра поради недвижност или бизнис. Венко Филипче досега не одговори дали има или нема стан во Дубај и дали токму тоа е основата за добивање на златна виза. Наместо молк, потребни се факти и документи. Од СДСМ возвратија дека власта секојдневно шири лажни информации за да ја дефокусира јавноста од сопствените криминали. Филипче, доктор кој според партијата воопшто не се занимава со градење згради во Дубај. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. А попладнево реагираше партијата Знам, тврдејќи дека нема никакво партиско политичко влијание во ниту една ваква постапка. Потврдуваа дека Сашо Петровски бил носител на советничката листа за општина Кисела Вода, но дека не е носител на каква било партиска функција. Тој е приватен стопанственик кој долги години се занимава со бизнис за одржување на хигиеничарски услуги во приватниот сектор и во минатото има сериозно професионално портфолио во оваа сфера, во одржување на приватни компании, но и државни институции. Што се однесува до конкретниот случај, не сакајќи да навлегуваме во материјална дискусија, доколку кој било надлежен орган утврди каков било конфликт на интереси, прекршување на постапката или прекршување на законите, ги повикуваме надлежните да постапат согласно законската норматива. Во спротивно, секој го има демократското право да води собствен бизнис и да учествува на јавни конкурси. Движењето Знам се оградува од каква било инволвираност во ваквите случаи, стои во реакцијата. Пожар во село во Кривогаштани остави 8 членов семејство без дом. 8 членото семејство у Благодушевски од селото Воѓани во општина Кривогаштани.
Остана без покрив над главата и без се што печалеле во текот на целиот живот, откако во пожар буквално до темел им изгори нивниот дом. Како доказ дека некогаш тука имало куќа, се циглите низ дворот кои се уште не ги изфрлиле. Целосно им изгори и тутунот кој што не им бил предаден во вредност од над 10.000 евра. Дека гори нивната куќа им кажал соседот, кој што забележал оган, а во тој момент благодушевски биле сите во помошната просторија. Предпоставува дека пожарот потекнува од старата инсталација. Во моментот на пожарот тука бевме во помошната просторија. Да, стреќа што не бевме легнати, кога бевме легнати, жиније изгоре. Ми се јавија по телефон еден колега, кажа дека нешто има проблем кај вас во куќата, ама да не ме уплаши човекот, ми се јави, рече вака и вака. И под изгоре, рече, само прашав дали се здрави живи луѓето, ништо друго. Во моментов спијат кој каде ќе стигне, по пријатели и роднини. Во февруари, семејството Благодушовски ќе се зголеми за еден член и ќе брои 9 мина. Во моментов бремена е сопругата на еден од синовите на Благодушовска. Семејството е благодарно за целата помош која што ја добиваат, но сепак велат дека за да го изградат домот, потребни им се уште средства. Секаква помош и да луѓе се нудат секаква помош. Од облека, храна носат, постелнини носат, се ни помагаат. Со парични средства и да ти то помагаат, сами носат дома. Значи, премногу јас сум задоволен и презадоволен што се викат од населението, од местото население и од околните села и општини. Значи, луѓето свака му час. Се уште постои луѓе со добра душа, се уште има живот и верба во луѓето. Помош им донесува и од Сојузот на тутунски издруженија на Македонија. Еден апел до сите тутунопроизводители да помогна оноко што може и посебно апелирам до откупувачите, односно до сите откупни компании со сопствени средства да го помогна ова семејство да дојде до што побрзо до сопствен дом. Апел за помош упатуваат и од општина Кривогаштани, од каде што исто така ветија дека ќе им помогнат на ова семејство. Секој што сака да му помогне на Благодушовски, тоа може да го направи со донација на оваа жиросметка. За Сител, Дарко Штарговски.